Втор ден сме овде во Париз, разговараме со представници на Францускиот сенат и парламент, разговараме за актуелната политичка и економска состојба во Македонија, но истовремено и разговараме за новата методологија која што беше содржана во така наречениот документ non-paper кој што беше представен на европската, но и на македонската јавност. Ја пренесовме нашата порака дека после следните предвремени парламентарни избори кои што ќе се случат во април месец следната година, владата на ВМРО ДПМН ќе се фокусира на исклучително квалитетни реформи од областа на владењето на правото, обезбедување на независно обвинителство, независно судство, нешто што недостасува во овој период, односно сето она кое што денеска добро изгледа на хартија ќе биде можеби подобрено, но сето она кое што денеска во пракса практично не е применливо ќе биде испорачено во реформите кои што следната влада на ВМРО ДПМН ќе ги донесе во Македонија веднаш после предвремените парламентарни избори. Понатаму зборувавме за можната економска соработка, зголемување и продлабочување на дипломатските односи помеѓу двете земји, бидејќи Франција била и останува стратегиски партнер на нашата држава и главен промотор во рамките на НАТО алијансата и во рамките на Европската унија.